Значи, по најавата на откупувачите во петокот, дека ќе го зголема бројот на откуп, на интензитетот на откуп, министерот за земјоделие, господин Цветан Трифоновски, не повика на разговор. И седнавме со откупувачите на заедничка маса. И тука се договоривме, односно ние како Сојуз му предочивме дека се во заблуда дека нема 20 милиони килограми на тутун, него дека се 16 милиони. И со тоа сакавме да му кажеме дека грешна му е проценката. За да биде добро, за да реколтава биде добра, се договоривме да не тактизира, да го почна поинтензивно откупот, за да може да не ги нервираат тутунарите, за да може да се го купа тутуно многу побрзо и полесно. Покрај другото се договоривме за, ако сака да го мена начинот на купување на тутун со класи. Значи треба драстично да се изголема цените по класите и да воведа купување на класи. Ама тоа за оваа година нема шанса да го направи. Сакате да кажете ќе останат овие што се во договорот цените по класи или пак ќе издействувате повисока она што барате барем просечно 420 денари со анекс да биде предодаено? Бараме, значи, од откупувачите со анекс на договор да се коригираат цените, да дојдат 400-420 денари просек. И да бидат задоволни и откупувачите и производителите. Каква беше реакцијата? Откупувачите мудро молчат, не спомнува воопшто никаква цена. И што понатаму? Што понатака? Вие ќе останете на својот став? Остануваме на ставот за да бараме да подкревање на цената, меѓутоа ако не се случи тоа, ова година ќе заврши. Прашањето е што до година, што ќе купа до година. Затоа инсистиравме ние на наредна средба со подсекторската група за тутун да побараме од министерот, а имаме да речем голема подкрепа од министерот, да бараме начин на нови гранки на субвенцирање, нови култури. Со тоа што ќе му докажеме на тутунарите дека на тутуно откупувачите дека земјоделците тутунопроизводителите ќе си го најдат чајрето. Значи ќе замена тутунската култура со друга гранка, со други култури, така да губитници ќе биде само откупувачите, а не тутунопроизводителите. Вие подготвени сте да се замени производството на тутун со друга гранка, ако не се пресретливи откупувачите? Во интерес за тутунопроизводителите, да, сме спремни, имаме голема поддршка од министерот за земјоделие да најдеме нови начини на субвенцирање на нови култури и нови гранки. Опозицијската партија најави дека има предлог закон за субвенција линеарна од 100 денари за килограм откупен тутун. Каков е ставот на министерството, дали нешто стана збор околу ова? Не стана збор во најклежната средба за субвенциите, меѓутоа ние на првата средба на подсекторската група за тутун донесовме став и одлука да остани старата, односно да остани 100 денари субвенцијата за килограм тутун. Така да на опозицијата му е закаснето барањето за покачување на субвенцијата за по килограм на тутун. И сега во моментот каков е интензитетот на откупот, колку е откупено, измина веќе една недела, десетина дена? Интензитетот е многу мал за откуп, негде се откупени за овие, почна откуп од 18 за овие до петоко. Во саботата работеа само 2 пункта, Пашовски и Кавекс. Негде се купени околу 20 тона со просечна цена по негде околу 370 денари. Мислам дека само една компанија има пониска цена од прва класа. Другите компании се просеком една прва класа. Најави за интензитетот? Најава за интензитет има за од утре, за од понеделник, така да почнува скоро сите компании да купува и ќе ви кажам дека Италмакс почнува со 5 ваги, Бако со 13 ваги, Месиријан со 17 ваги, Кавекс Балкан со 10 ваги, Сокотап со 9 ваги, Пашовски 14 ваги, Секе 33 ваги, Орбита 12 ваги и Алијанс Уран 23 ваги. Значи купно од утре? Значи од утре па 50% веќе ќе бидат отворени пунктовите за откуп на тутун. Сметаме дека ќе биде зголемен интензитетот на откуп. Меѓутоа ако
не поткрана цените, не излеза со анекс договори од купувачите, ќе биде тешко и ова реколта за купување. И кај е најголем интензитет? Источна Македонија, Долненско, Прилеп? Најголем интензитет има источниот дел, Пелагонискиот дел, Битолскиот дел и Долнени во Дебреште. А Прилеп каква е состојба? Прилеп е многу мал интензитетот, се купуваше само во еден пункт, Сокотап, а од понеделник ќе почна овие секако компании што би ги набрави, сите ќе поднесат со по една-две баги. Тутунски комбинат ништо се. Тутунски комбинат се уште нема објавено кога ќе почне официјално кај нив откуп.